35-годишниот ѓ.п. и 56-годишниот Б.П. од кавадаречкото село Дреново се двете жртви на сообраќајната несреќа која што вчера околу 16 часот и 40 минути се случи на магистралниот пат Градско Прилеп кај прилепското село Радобил пред приклучувањето на експресниот пат за Велес. Во несреќата учествувале патничко возило Кија со радовишки регистарски ознаки, управувано од 31-годишниот ОО од радовишкото село Тополница и патничко возило Volkswagen Passat со велешки регистарски ознаки, управувано од сега починатиот ГП, каде сопатник му бил второ починатиот. Според првичните сознанија до несреќата дошло при претекнување и судар на два автомобили, кои што се движеле во иста насока. Јавниот обвинител издаде наредби за прибирање на траги од лице место, а ќе биде наредено и сообраќајно и машинско вештачење на автомобилите. Врз телата на починатите ќе биде извршена обдукција, додека кај преживеаниот возач ќе биде испитано евентуално присуство на алкохол и други супстанции, се вели во соопштението од јавното обвинителство во Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди, освен возачот на патничкото возило Кија, се здобиле и четворицата негови сопатници, еден од селото Тополница, а тројца од селото Дреново. Двајца од тие повредени, татко и син, биле префрлени во општата болница Прилеп, каде поради тешките повреди се префрлени на Карил во Скопје. Другите тројца повредени се хоспитализирани во Кавадаречката болница и се наоѓаат во стабилна состојба. Од противпожарната служба во Прилеп велат дека учествувале во оваа несреќа со 5 пожарникари и едно возило во акцијата на вадење на телата на починатите и повредените од возилата, а на помош им дошле и припадниците на ТПП Кавадарци. Од наша страна употребена е соодветна опрема, батеријски ножици за настап на сообраќајна незгода, секачи, клипови и така натаму. Се работеше за две починати лица. Нажалост, од наша страна така беа затекнати, веќе немаше време да се сработи за да бидат спасени. Повредените безбедно се извадени од наша страна, на носила сместени се во возилата од брза помош. Значи се работеше за многу тежок случај, лоша сообраќајна незгода. Познатиот пак македонски лекар, доктор Ненад Лазаров, кој што случајно се нашол на местото и бил очевидец на ужасниот настан, на својот Facebook профил апелираше да се внимава како се вози. Ве молам и апелирам да возите нормално и внимателно. Јас сум лекар 15 години, но вакво нешто немам видено досега. Не сакам ни да видам. Шокантно беше и вечерва да се помолите сите останатите четворица млади да преживеат од повредите, напиша Лазаров. Од јавното обвинителство велат дека се уште го испитуваат случајот и дека со нови детали ќе излезат во текот на денов.